По денешното усвојување на владина седница, договорот зимето влегува во собраниска процедура. Нема дилеми дека има доволно гласови за негова ратификација во парламентот, но има дилеми што ако шефот на државата повторно собиде своето право на суспензивно да го трансформира во апсолутно вето, како со законот за јазици. Дали непотпишување на указот од Иванов ќе значи и недобивање датум за преговори со Европската унија и покана за НАТО, зашто ратификацијата на договорот е услов за Грција да испрати писма до двете организации. Внимателното читање на договорот, што вчера го потпишаа Димитров и Кодзијас, води до заклучок дека потписот на Иванов не е круцијален во оваа фаза од процесот. Во членот 2, меѓу другото, пишува Грција ќе ги прати писмата на согласност до Европската унија и до НАТО, откако ќе добие известување дека договорот е ратификуван во Македонското собрание, без да се спомене евентуално објавување на законот за ратификација на договорот во службен весник, зашто предуслов е потписот Иванов. Извори на 360 степени велат дека можните обструкции од Иванов биле предпоставени уште во фазата на пишување на текстот и дека формулацијата оти Грција ќе чека ратификација во парламентот, а не објавување во службен весник е свесно метната во договорот. Ова има и своја правна логика, зашто и да биде објавен во службен весник, договорот ќе влезе во сила дури откако ќе го ратификува и Грција, а тоа ќе се случи дури откако македонската страна ќе заврши со уставните измени. Така што за Грција во оваа фаза не е најважно дали Иванов ќе го аминува договорот. Но и покрај тоа што договорот ќе стапи на сила најрано за половина година, земјава во наредните денови треба да се обрати до Европската унија и до НАТО и да побара продолжување на интеграцијскиот процес под името Република Северна Македонија. До ваков заклучок се доаѓа ако се чита повторно членот 2 од договорот. Иако ова е правна сива зона, за очекување е дека ако се оди според планираното, заклучоците од состаноците на Министерскиот и Лидерскиот совет на Европската унија и евентуалното одредување датум за почеток на преговори наредната недела да се однесуваат на Република Северна Македонија. Еврокомесарот Јоханес Хан, например, веќе 2 пати јавно се обрати на земјава со новото име. Истата формула ќе се примени и во НАТО, така што евентуалната покана за членство од самитот на Алијансата на 11 и 12 јули во Брисел ќе биде упатена до Република Северна Македонија. Една од точките во договорот што предизвикува најмногу полемика е начинот на кој е дефинирана употребата на придавката македонски. Нема дилеми дека таа ќе се користи за именување на јазикот, на државјанството, на мнозинската етничка заедница како македонски народ. Договорот прецизно дефинира дека остануваат имињата на двата града со придавката македонски, Македонски Брод и Македонска Каменица. Исто така, нема дилеми дека придавката може да се користи за означување етнокултурни аспекти и елементи, како на пример македонско оро, македонски филигран, македонски вес, македонска песна, македонска литература и поезија. Договорот предвидува и дека невладините организации немаат рестрикции за користење на придавката во досегашното или идното именување. Па така, МИМ, Македонски институт за медиуми или МЦМС, Македонски центар за меѓународна соработка, остануваат со истите имиња. Интересна дилема е што ќе се случи со имињата на политичките партии. Те се здруженија на граѓани и не се дел од мрежата државни субјекти. Тоа би значило дека придавката македонски може да биде дел од нивното име, како на пример кај ВМРО ДПМН, Натрешна македонска револуционерна организација, Демократска партија за македонско национално единство, но СДСМ, Социјалдемократски сојуз на Македонија, ако дословно се чита договорот, ќе треба да го смени името, зашто употребата на терминот Македонија е дозволена во неофицијален, но не и во официјален контекст.